Здраво, Джукси. Пред се ви благодарам што сте овде со мене денеска. Се надам дека ќе си направиме интересен мовет заеднички. Ви благодарам и вам. Нема на што, задоволството е целосно мое. Како сте? Одлично. Одлично? Никош подобро. Супер, вие сте ми прв гостин. Ја имам таа чест заедно во Hitmaker и би сакала пред се... Слободно. Да. Би сакала да си направиме еден различен тип на разговор со вас, да видиме една друга страна од вас. Слушнав дека ќе патувате за Јапонија, баш би сакала да слушнам малку повеќе за тоа. Па нема што да се кажува сем тоа дека картата е семена и само треба да се отпатува. Тоа таму што ќе се случи, тоа е веќе трета работа. Прекрасно, прекрасно. Така некако ќе видите, значи за Великден, така? Па точно му паѓа. Да, за Великден да сум таму, да. Баш ми е драго. Слушнав некаде дека имате изјавено дека на Великден сум се заљубила, ваша, нели, најпозната песна секако дека е, но кажувате дека многу често тоа ви пречи што е толку наметнувано, бидејќи имате и други прекрасни песни. Јас целосно се сложувам со тоа. Имав чест да ве слушам како пеете една прекрасна песна на егејски јазик, ми се чини. Би сакала малце повеќе да слушнам за тоа. Па, се вака, Великденот си е Великден, да. Тоа е некој белек мој, меѓутоа не са кајќија, тоа е излезено, не е со некоја намера. И се нормално дека луѓето те препознаваат по таа песна. Меѓутоа тоа од време на време, која веќе 35-та година поред, се повторуваат многу сцени. Јас не велам дека новинарите се виновни за тоа. Еден дел од вината и мене ми припаѓа што јас не сум се обидел да направам некоја друга нова песна, па и по таа да ме препознаваат. Сега, во творештвото нормално, сегаш менуваш стилови и начин на изведба. Така и дојдовме до таа песна Загубена падина, инаку тоа е текст на Аристо Јачев, наш познат поет, кој твори баш на таков дијалект. И претпоставувам дека ќе имате можност и да ја чуете. Прекрасно. Јас имав можност да ја слушнам и буквално се расплакав и ви благодарам за тоа искуство. Би сакала да ве прашам што најмногу ви инспирира вака во денешниот свет и начин на живот, се уште да творите и да одите напред со вашата музика. Не знам дали е тоа погодно прашање за мене, затоа што јас, да кажеме, не живеам од музика и не се занимавам професионално. Така што она што во моментот го творам она песна за песна, без никаков притисок. Кога ќе си дојде? Да, без никаков притисок, затоа што сметам дека кај нас треба многу да се вложи, не само во една песна, е толку во албум, и за да имаш некоја корист од него, ај се така да се изразам, бидејќи ние сме сосема некој мал пазар и авторството е занемарено сето тоа. Значи, кога веќе свираш и заработуваш на еден вакав мал простор, значи треба да свириш некои познати хитови или не знам. Еве сега тука има дечки кои се занимаваат со тоа и можеби на тоа прашање ќе ти одговарат директно. Така. Јас си оставив простор за да тоа на друг начин го доживеам. Песна за песна, значи долго време ми е тој однос према моето творештво и каде што има многу поголема, да кажеме, јас имам многу поголема полза. Публиката ми е ставена веќе во втор план. И тоа е веќе со години наназад, затоа што веќе рано укапирав дека од музика кај нас не може да се живее. Евентуално ако не си дел од некоја политичка кампања, каде што ќе те исфрлат на сцена, ако си во тек со нивните размислување, може да те ангажираат за некои си нивни цели. Така. Би сакала да ве прашам дали мислите дека токму таа златна ера на македонската музика беше во времето кога вие бевте, да кажам, ете на врвот, или дали тек допрва доаѓа, или времето е веќе одминато на
Таа златна. Па, тоа се периоди каде што и стиловите музички се менуваат. Начинот на музицирање е сосема друг денеска, сосема бил различен од оној пред 40 години. 80-тите години имаше голема една ера на македонски групи кои се обидуваа за да се пробијат на југословенскиот пазар. Каде беше нашата болка? Нашата болка е во тоа што ние пеевме на македонски, а горе никој не го разбираше тоа. Дори се одлично своје искуство можам да кажам, кога го презентиравме нашиот материјал со Макакос во Белград, првото преслушување, се не сакам да го спомнам човекот, не е ни битно, на првото преслушување тој ни каже кој ќе ова да разуме. Да. Ме разбираш? И тогаш може би пробив направи Леписол со чукни во дрво, Така. каде што веќе почна на друг начин да не гледаат. Меѓутоа имавме таа среќа во несреќа да се дојде до таа проклета војна, нели? Не раздели, меѓутоа подобро беше за нашите автори. 90-тите години носи сега нова една ера на музичари, Да. кои си го бара просторот по тоа наше македонско небо. Тогаш доаѓа експанзија, нели, до македонскиот јазик, до творењето, начинот на размислување и тоа се. Абсолютно, да. Сега од 90-тите години наваму сами сме си виновни за тоа колку сме успеале, колку останато не е реализирано и што порадим. Така, супер. И благодарам за овој прекрасен разговор. На крај чував нешто за крај што е птен, сакам да ти го кажам. Во средна се пријавив на еден надпревар за музика. Имав мој сценски настап и ти беше судија и ми даде најниска оцена за настап. А ми даде 10 за вокална изведба. Ете гледаш. Ама за сценски настап ми даде 0. Па не знам што си правил. Па управо беше. Ај покажи. Немам никаде снимка, но дефинитивно тоа ме мотивираше Да. да работам на моите сценски настапи и како изгледам и каква интеракција имам со публиката и сакам да ти се заблагодарам за тоа. Ете, уште една работа. Значи, ние, кога веќе станава збор за критика, ние кај нас немаме професионалци кои ќе ја согледат музиката или песната или албумот и да се направи рецензија. Да. Тоа ни е најголемиот минус Немаме музички критичари. Немаме музика. Има Љупчо Јолевски, секоја му чест, меѓутоа он дава критика за одреден тип на музика. Меѓутоа, за другиот дел од музицирањето, немаме човек кој може да даде рецензија и да каже ова чини, ова не чини. И ако каже не чини, тогаш стапуваат на сила врските, ќе видиш ти сега кој си овона, ја чинам, ја не чинам, гледај како сум облечен ово она, не си облечен вака, не си облечен така и доаѓа до суди. Сега, сето тоа ако се трне на страна и се најде еден приод на професионализам, дури тогаш може да дојде до експанзија на македонската музика. Овака се свеси тапка, место се некој индивидуално нешто работи и на тоа останува. Така, се Сега, согласувам. пазарот е пак на север, дали ќе пееш на српски или ќе пееш на англиски и така натаму. Се надевам дека со нашиот разговор ќе ги поттикнеме во нашата држава можеби малку повеќе да се поработи на музичката критика и точно кои би биле тие луѓе кои што се до тоа ќе го искажат. Фала ти премногу за денеска. Тоа е само ова може со независно новинарство, ништо. Така е. Ти благодарам, Джокси.